Денеска во ние имаме интересен човек кој што има интересно хоби и верувам дека ќе ви биде интересно да слушнете и да го изгледате овој прилог до самиот крај. Јане, добро ни дојде во утринската на Телма. Добре ве најдов. Ти благодарам за одвоеното време, знам дека си зафатен, но твојата приказна е толку интересна да сакавме да ја споделиме со нашите гледачи и верувам ќе им биде навистина и чудесно и несекојдневно да видат со што се занимаваш. А верувам и на почетокот им беше чудно и на оние кои што се околу тебе, можеби на тебе не, затоа што тоа ти било нели инспирација и си го барал и си истражувал, но во секој случај кога си им кажувал на луѓе со што си почнал да се занимаваш, верувам коментарите биле чекаја што е ова. Да. А од каде се идејава и многу прашања, како што имам и јас денеска многу прашања, нели, на кои што сакам да си разговараме. Прво, Јане, Охриѓанец, 15-16 години во Скопје. Да. Како те наведе патот и впрочем со што се занимаваш, што ти е примерна работа? Како што кажа, Охридски зборувај. Охридски ќе си правам нормално, то дијалектот никој пат не го изгубив. Се мен вет нели зборчиња оваана. Што треба титул ќе Да, транслейт направи. Да. Ами класична приказна, значи кариерата ме натера да се преселам во поголем град, да си бркам кариера, да си одам напред со струката која имам, иначе по струка сум UX, UI дизајнер, што прави за тие што не знаат, то најчесто кажувам, правам веб страни, мобилни апликации, тоа е. Значи дизајнирам само. Иначе да, Охрид пред 15-16 години немаше фирми, немаше ништо, а јас буквално сакав да си ја бркам таа кариера, си се пресели во Скопје, во овој стан, значи 15 години сум овдека и сега работам како UX лид во Ендава. Значи веќе 5 и нешто години, 5,5 години направив. Одлично. Да. Сега ние сме додени за хобиво, нели? Дизајнот во некоја друга прилика, а сега за хобито, кога почна, впрочем, што е хобито, ќе објасниме, правиш сцени, нели, ако може така некако да ги објасниме, и нели идејата, историјава за почетокот на твоето хоби кое што е несекојдневно во Македонија. Јас не сум сретнал, можеби има, нели, но не сум сретнал некој да се занимава. Како и секој дизајнер во животот си бараме нешто надвор, да имаме нешто креативно, дали ќе е хоби или друга работа или што и да е. Бараме нешто креативно. Јас поготово барам нешто што ќе е надвор од тастатура, маус, монитор. Како издувен вентил? Како издувен вентил, да ме релаксираат нешто, али да ме надополни со работа, значи пак да е креативно нешто. И пред тоа фотографија се замарав, се беше интересно, ама некако ми помина тој дел и бев во потрага по некое хоби, нешто интересно. Случајно на YouTube начекав еден швеѓанец и нешто боеше такви малички пластични фигури. И викам, ова е интересно, дај да видам што е miniature painting на англиски, гуглам, барам видеа, гледам прекрасна работа и случајно почнав да бојам. Само фигурки, ама ми досади и случајно начекав истиов швеѓанец, видео негово, кај што правит огромни сцени, диорами ги викаат, не знам на македонски како е, кај што, значи, буквално релјеф, трева, песок, снег, што и да е, и тие фигури ги клава на диорамава и прави некоја голема сцена. И сега, пошто немам место, одлучив да правам мини диорами, значи 10 на 12 см. Значи тие реално се големи? Не, а сцените се големи, иначе фигурите се унифицирани, да речеме некоја димензија. Има 3,5 см, 5, 7,5, така се. Неголемите се од прилика веројатно до 7,5. 7,5 и тие дури ги рачунаат као за на полица, една фигура, ја клаваш на полица и тоа е. Се во зависност од сцената и колку е поситно, толку е по нели поголем предизвик. Поголем предизвик. Повеќе се цени веројатно затоа што е попипаво, повеќе треба внимание. Ги обожавам тие 3,5 см, што се, значи ги обожавам и сакам со нив и плюс појки фигури ќе се оберат на диорамава и плюс појки ќе ме релаксираат, знаеш. Друго е 7,5 см, таа е голема фигура за мене. Да, убаво. За некој ќе рече 7,5, да. Може буквално секаква фигура, секаков лик да се направи? Ако најдеш 3D модел, пошто овие се 3D принтани. Јас не сум скулптор да ги правам од глина, него ти ги принташ или си ги нарачуваш? Не, си ги нарачувам. Добро, пошто нели сега веќе 3D принтери секојдневие. Да, немам место кај да верувам тоа ќе ти биде следно, да. Кога имам поголем стан, можда и куќа нешто, ќе си земам принтер. Сега едно пријателче ми ги принтат. Зависи што ми треба, мора да најдам 3D модел. Значи нешто постоечки. Дали ќе го најдам без пари или треба го купам.
Значи го набавам моделот, му го праќам, ми го принтат, ми го дават. Значи треба да биде 3D. Да, 3D модел мора да е. Да. Не можам било што, морам да го најдам моделот за да и поготово ако некоја сцена имам замислено нешто, па мора да е така застанат, пошто не можеш да играш со нив. Пластика е фиксно и ги бараш. Интересно е. Само од пластика се прават, само од пластика е, да. Печатачи, добро, веројатно после си има бои за тоа, специјални кои што се нанесуваат акрилните со најразлични четки. Со најмалите четки на светот, со едно власно. Со помали. Па веројатно треба. Малички. Да. И како оди процедурата? Го наоѓаш тоа, го купуваш или го наоѓаш како 3D варијанта, не можеш да го изработиш? Не. Графичка? Не. Можеш, тоа е сосем Тоа е друга 3D работа. моделер, тоа е скроз друга работа, многу покомплицирано е можда од мојава работа. Зборам за цртежот. Како цртежот? За сликата која што ја даваш за да се печати. Не. Како 3D модел, не. Немаш тоа. Добро. Тоа е моделирање. Он го прави. Да, тој ми го принтат, ги добивам боја добиваш и после тргнува твојата работа. Најчесто се сиви. И после процедурата е едноставна. Прво прајмер, мора да има прајмер за да фати бојата на пластикава и почвиш да си боиш. И сега зависи ти што боиш. Например, имат работи ќе ми побараат некој аниме. Јас аниме не гледам и се барај, ресерч, одма. Гледај на YouTube, нешто на Netflix, ваму таму, кај што ќе најдам, да видам какви бои, што облека, ова, она. И почвиш, значи одбираш палета на бои со кои ќе користиш и почвиш да ги боиш. Ќе се вратам на овие нели цртаниве ликови, но има посветов да нарачаш некаде да ти изработат, да речеме, сакам моја фигура во мини варијанта, во 3D да ми ја направат за да може да ја испринташ и има. Сега поготово и со технологија напред кој што сме, дури мислам дека со телефон може да те сликат некој, па да се доработи тоа нормално во некој 3D програм, не ги знам. И после тоа да го испринтаме и да го избојам. Може. Почве, значи кучиња, мачки, такви миленици домашни, луѓе веќе почнаа да бојат. Затоа ја праша, пошто е нели убаво и за спомен и за подарок генерално. А сега кога сме кај овие ликови, како ги одбираш по она што е тренд, да речеме, во филмови, анимирани и така натаму, или си имаш одредена категорија на која што си насочен? Па, немам некоја, јас уживам хорор. Хорор уживам, значи такви диорами обожавам да си правам. Духови, демони, крв, черепи, нешто такви работи. Значи лошото таму дојде лошото, да, буквално таму дојде лошото, али зависи, некој пријател ќе ми нарача одредена, не знам, Индиана Джонс, така? И нормално, сите го гледам Индиана Джонс, знам точно која сцена, го барам моделот и почвам да ја креирам сцена. Тоа ми е интересно да ми кажеш. Го пушташ, да речеме, филмот? Да. Стопираш, стопирам, да. Стопираш и да, кажеш, оваа сцена треба да правам. Да. После одиш на варијантата да го најдеш Индиана Джонс во 3D, така? Да. Па некојаш може да не се погоди. Сега не се погоди, тоа е тоа што да правиш, али пак ќе изградиш сцената некако. Еве последната конкретно Индиана Джонс што ја правев, беше кај што бегат од Каменов. И сега немав таков модел кај што бегат, така и го кладов со мачета нешто беше. Да, го бутка Каменов. Сцената е таа. Јасно. Колку време треба, да речеме, за една сцена? Сега веројатно од големината зависи на сцена. Или една фигура, да речеме, да се избои, да се налинца, онака како што треба од принт до финиш, сушена. Зависи од комплексноста на фигурата. Некои ги правам за 2 сати, некои за ден и пол, значи зависи колку се комплексни за боење. Зашто се многу ситни и многу детали имаат. Сега некои имаат многу поиќе детали од други, така? Кожа, например, човечка кожа ми е исто така многу тешко да погодиш бојата, не е бела, не е црна, така. Значи имаат варијација на коживе. Така, значи зависи од комплексноста, некој пат е саат и пол 2, некој пат е ден. Тоа е тоа. А за цела сцена да ја направам, околу недела и пол. Зависи од сцената. Да, зависи од колку детали, што да правам. Сушење, ако е резин, например, 48 сати оставаш се суши, тоа е како воден ефект. Мора се изсуши, па после да почне. Гледам имаш катче за работа, а катче за сушење имаш, пошто имаш куче, веројатно и гости ќе дојдат, уште дете ако дојде. Што е ова? Да, никако, се изима десено. Заградено простор за сушење. За сушење имаме на полица клаено највисоко, и таму во посебна кутија, затворено, да не паѓат прашина нормално, ја качвам нежно, аларм 48 сати и ја вадам. Мора да е крената поисоко. Мора да е недостапно. И со кучево, ќе работам некој на биру и да скокат. На мене и ќе ме турнит. Да. Таман работа цапни дворезин.
Веројатно тоа сето го објавуваш, во тоа сум сигурен, на социјалните мрежи, така и видовме, нели, ние. И веројатно има многу заинтересирани луѓе кои што исто така сакаат. Посебно претежно уживаат и децата, нели, во овакво, но и ние возрастните, зашто да не. Какви се коментарите, контактите на луѓето од надвор? Сега сме, нели, во дигитално време живееме, многу е блиску цел свет. Да. Има ли размена на идеи, на техники, на финти со луѓе кои што ова го прават? Стапуваш ли во контакт? Како се тие луѓе расположени да е на заедница, нели да... Да, имам стапено само со еден во контакт, што ми е сега близок пријател. пријател. Изложби вакви, знаеш, ова ми е нешто ново, инспиративно, интересно по светот. Имат голема заедница. Сега, например, секој познат што работи, што му е хоби или професионална работа, значи имат луѓе што професионално го работат тоа. Јасно. Си имаат своји Discord сервери се вика. Па и твоја е професионално, ако ти е хоби, според тоа како изгледаат фигурите. Фала ти. Значи секој си имат своја заедница, али тие заедно си комуницираме меѓу луѓе додека лайвстрим додека прави на пример на Twitch. А можеш да го прашаш и така натаму. Си комуницираме, да јас се еден шпанец, правиме секој пат муавет, кај си шо правиш сега, му викам ова го бојам, ај покажи ми, му пуштам слика, ми дават фидбек, знаеш. Имат комуникација. Верувам и корисно е тоа за некои техники, финти кои што нели. Да, многу помогнат. Интересното е што во хобиво, така се викат, идете професионално како работа, го викаме хоби. Во хобиво сите сака да поможат. Без разлика колку е најдобар, колку награди зел, имат изложби, имат Golden Demon, највисокото нешто што можеш да го добиеш, е Slayer Sword се викат. Не знам на македонски како е, као голем меч е, буквално е меч тежок таков. И да го имат Slayer Sword добијано во животов, ќе ти поможи. Ако стапиш во контакт со него, значи нема никаков проблем. Достапни, сите се лабави, супер. Каде се тие изложби по светот? Кои земји, да речеме, се некако најнавлечени на ова? Кај нас. Кај се ново. Да, значи ги имат, најмногу се Америка, Шпанија е многу популарно, Англија, Германија, имат помали изложби за кои јас не знам, еве сега на YouTube гледав видео, во Италија имаше некоја изложба, од Америка беа дојдени луѓе. Значи имат многу такви. Најголемото е Adepticon се викат, мислам дека е Adepticon. Тоа го организирате на фирма што имат до некаде почнато со хобиво, со оние war games, со board games, со фигури што играат, и оттаму мислам дека е почната цела работа за боење. Јасно. И после се надгради диорами. Чуда, мислам дека тој Adepticon тие го организираат и го имат во Англија и во Америка. Сега за некој ден е баш во Америка. Достапното е интернационално, може да се учествува. Може да учествуваш ако можеш да дојдеш таму. Да. Добро, спонзор да најдем. Да, спонзор да најдем. Да најдеме спонзор. Радо би учествувал, да пробам. Да, мада далеку сум од толку добро боење. Има посебни... Знаеш, убаво е да се види до каде во животот и како се напредува, нели? Ама искуството да отидеш таму и да го видиш и доживееш тоа, нели, пред се... Би пробал чисто да видам до кај сум и плюс, нели, да се запознаеш со луѓето. А до кај сме овде во држава, освен тебе? Значи, имаме исто мала, не е некоја голема заедница, мала заедница кој... Добро, ова е прилично ново, така да... Не е ново баш. Мислам и кај нас не е ново. Во медиумиве е ново, да се зборува. Најчесто во нашава заедница се игра тоа Warhammer, тоа игра една board games, кој што се играат на огромна маса, не немојме нова масиче да играме, затоа што играат со 20, 30, 40 такви избоени фигурки. И тие си исто така си ги бојат ова, ама не права сцени, не права диорами, само си ги бојат фигурките за играта. Да, само за играта. Да. Али имат. А твојава идеја на каде е насочена? Остануваш вака локално претежно за кеф и по нарачка или да речеме утре да имаш идеја да направиш некоја школа, па не знам, нови генерации на... Да ти кажам, радо би да ми стане професионално ова, баш буквално да имам школа, да можам да ги обучвам луѓе, значи да се прошири... Да, верувам дека еве после прилогов ќе биде интересно. Да. Достапно е се, но тешко е без некој веднаш да те воведе, нели, треба да се истражува, па да се види од што боја до како, на кој начин се изработува. А друго е кога некој сето тоа веднаш може тука достапно. Да. И не е само да речиш еве сега ќе почнам бојам, имам фигурки, имам бои, имат разни техники на боење, самото боење не е баш како земаш, нели, канвас и сега боиш, него
имат посебни техники како да аплицираш одредени бои, пошто се као транспарентни, ако ставиш за кожа на пример, почнеме или со кафеава или со црвена, па после ја надградвиш, па врз неја, да, за да врз неја, добиеш нијансата. ако ставиш црвена и после ставиш она баш боја на кожа која е некоја накај светло портокалова, жолта, чудна некоја боја, таа ќе си прими твојава или мојава боја на кожа? За тебе ќе почнеме со кафеава од Од оздола, црната почни, па после оди така светло да, портокало. и ќе си примит од претходната боја и како што одиш така си примат од Да, ја претходната, добива претходниот левел, реалната нијанса, што е потребно. Има разни техники и убое. Пример јас кога почнав ова, не знаев дека има некој во Македонија што боит, па почна ги објавив на Инстаграм ова почна да ми пише, тогаш после 6-7 месеци фатив фигура од друг да видам како избоена. Не знаев како изгледа. Да. Значи може да Може. се реализираат оние планови зашто Дај Боже. што прашав, така? Да, дај Боже. Така. Не, види, интересно е, така што верувам, посебно на младата генерација, популација, дефинитивно ќе им биде интересно да се пронајдат овако. И убаво е да се испопуларизираат малце, пошто немаме од каде да купиме бои, четки, овдека све од странство нарачуваме. Тоа исто сакав да те Све прашам. од странство. Значи, четки овде, мислам, има четки, ама не се... Значи работаве 3D принтери имаме, ама другото го четки немаме, немаме. да, четки, бои немаме овде, Да. Немаме. Барем Да. поквалитетни немаме. Да, имат синтетички некои, јас не можам со синтетичка бојам, со природно влакно ми треба, така да све од странство. И на пред крај, нели логично е да прашам, си правиш ти колекција на нешто што си го чуваш само за себе? Да. Каква е таа колекција? Кои фигури ги чуваш? Како ги одбираш, да речеме, лик кој што не знам ти е омилен од филм, цртан и така натаму, или можеби нешто што си го изработил одлично, што не ти се дава и викаш ова ми е перфектно. Најчесто правам нешто што мене ми се свиѓат. Например, имам направено, тоа ми е најголемата фигура, 26 сантими висока, Лилит од Диабло, играта, пошто ги имам читано книгите, игрите не многу, книгите ги имам читано. Таа ми се свигаше, имам од Кијану од куче во мое, најдов дурбарав модели за нешто, најдов модел од куче и беше баш тој, па направив диорама со него, со езерце, со играчки, камчиња, нешто. Првата диорама си ја чувам. Имам некои така омилени што тука ми се по полици вам. Да, јасно, верувам. Си ги чувам, морам. Првата обавезно си ја чувам, таа е со такви демони и чуда. Да. Да, за демоните спомнам. Да, не те сватат погрешно. Не, нема врска, таму лошото дојде, да, нема врска, не. Добро, во секој случај инспиративно е и нормално нешто што навистина ти го прави животот порелаксиран, ако ништо друго во ова стресно време и одлично што ја сподели твојата приказна со нашите гледачи, верувам дека ужива и интересно им беше, може да те најдат на социјалните мрежи, дефинитивно и да се разбира или да си нарачат или да ги разгледаат сите оние фигури кои што не успеавме па и денеска да им ги пуштиме во инсертите. Посакувам многу успеси. Благодариме. И тука сме да следиме работата, зашто да не, ќе видиме за некое време Фала. до каде стигнале 3D принтањата и фигурите во која насока. Фала, можда следен пат тебе ќе ти имам направено некоја. Види, јас за тоа си прашав, само да видиме кожава дали ќе ја погодиш. Ќе ја погодам, Вежбајте си. Ти благодарам многу. Фала ти многу. Верувам дека уживате, почитувани гледачи, беше тоа Јане и дефинитивно нешто што е несекојдневно во нашата држава, па и во светот, неговото несекојдневно хоби, изработка на сцени, реков. Да, така, сцени. Така е.